На денешен ден, 2 април. (742 година). Роден е францускиот цар Карло Велики, кој од доаѓањето на престолот во 768 година, па се до смртта во 814 година, ја прекрои картата на Европа и ја прошири француската држава од Северно море до Италија и од Атлантикот до Чешка. Папата Лав III во 800 година го круниса за римски цар. Тоа беше чин на трајни последици по историјата на Европа. 1805 година. Во Одензе е роден Ханс Кристиан Андерсен, дански писател. Пишуваше поезија, романи и драми. Напиша 156 приказни. Се смета за творец на реалистичката проза во Данска. Најпознати негови дела се Импровизатор, Грдото пајче, Приказна на мојот живот, Само музичар, Сказни, Сликовница без слики, Во Шпанија. Умре во Копенхаген на 4 август 1875 година. 1838 година. Роден е францускиот државник и адвокат Леон Мишел Гамбета, еден од основачите на Третата република, кој значително придонесе за воспоставување на парламентарната демократија по симнувањето на царот Наполеон III. Во борбата против царот, тој ги предводеше републиканците, а во текот на француско-пруската војна во октомври 1870 година, како министер за внатрешни работи на владата на националната одбрана од Париз, со балон одлета во внатрешноста и си ја организираше борбата против германците. Од 1879 година до 1881 година Гамбета беше председател на францускиот парламент, а потоа до 1882 година премиер. 1840 година. Во Париз е роден Емил Зола, француски писател, творец и најизразит представник на натуралистичкиот правец во книжевноста. Најпознати негови дела се Нана, Жерминал, Земја, Звер човек, Пари, Плодност и Крах. Умре во Париз на 29 септември 1902 година. 1872 година. Во Њу Јорк умре Самуел Морзе, северноамерикански сликар и пронаоѓач. Во 1835 година го пронајде електричниот телеграф, апарат за испраќање знаци составени од точки и црти, кој беше пуштен во работа во 1844 година на линијата Вашингтон-Балтимор. Роден е во 1791 година. 2005 година. Почина поглаварот на Римокатоличката црква, папата Јован Павле II. За време на 27-то годишно понтификување, тој посети 133 земји во 99 патувања, а за светци прогласи 478 свештени лица, додека 1200 ги беатифицираше. Папата Јован Павле II на 19 октомври 2003 година на посебна свеченост ја беатифицира, односно ја прогласи за блажена мајка Тереза. Првпат во историјата на папството тој објави книга насловена Римски триптих, а напиша и 14 папски текстови. Карол Војтила е роден на 18 мај 1920 година во Давовице, во близина на Краков. 2006 година. Умре вдовицата на атентаторот на Хитлер Нина Шенк фон Штауфенберг, чиј сопруг се обиде да го убие Адолф Хитлер во атентат во 1944 година, пошто беше стрелан. Незиниот сопруг, грофот Клаус Шенк фон Штауфенберг, подметна чанта со бомба под маса, но стол го заштити Хитлер. На 20 јуни 1944 година затворениците беа стрелани, а роднините, вклучувајќи ја и грофицата Штауфенберг, беше одведена во концентрациониот логор.
вклучувајќи ја и грофицата Штауфенберг, беше одведена во концентрациониот логор. Учесници на неуспешниот заговор се слават како херои на денешна Германија. Вдовицата на грофот Штауфенберг родена е како бароница фон Ленхенфелд во 1913 година.